Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Во денешната епизода на подкастот Под површината со доктор Марија ќе зборуваме за трите најчести митови за синдромот на полицистични јајници. Зошто избравме токму оваа тема, бидејќи реално секоја жена или повеќето жени во денешно време се соочуваат со оваа проблематика. Така што ќе продискутираме со докторката во однос на кои се најчестите митови што ги кажуваат за оваа проблематика. Да почнеме со првиот мит, докторке. PCOS, односно синдром на полицистични јајници, е еднакво на цисти во јајниците. Дали ова е точно? Не. Значи, половично точно, нека така да се изјаснам. Значи, не сите девојки со полицистични јајници имаат цисти, така наречени цисти. Всушност се станува и за вистински цисти. Станува збор за несозреани фоликули. Но, ајде нека да ги наречеме цисти. Значи, само дел од жените со полицистични јајници имаат цисти на самите јајници. Се смета некаде дека околу 50%, статистиката е различна во различните научни истражувања, но 50% се смета само дека имаат цисти на самите јајници. Додека останатите воопшто немаат присуство на самите цисти. За да може да биде диагностициран синдром на полицистични јајници, треба да имаме 2 од 3 критериуми што ги велиме на Ротердам. Што значи дека треба или да имаме цисти на јајниците, но што може да се случи? Може да се случи да немаме цисти на јајниците. И во тој случај на што се насочуваме? Бараме дали таа жена има нередовни менструални циклуси. Што сметаме за нередовни менструални циклуси? Менструални циклуси кои што излегуваат од временскиот период меѓу 25 и 35 дена. Значи за нормален циклус се смета циклус што доаѓа на секои 25 до 35 дена. Особено доколку излегувате од таа рамка, дефинитивно имате проблем со нередовни менструални циклуси. Ова е вториот критериум. И третиот критериум е хиперандрогенизам, кој што може да биде виден или лабораториски, или да биде клинички изјавен. Зошто? Значи, не секогаш на лабораторија, затоа што вообичаено не се испитуваат сите параметри, ако треба да се изразам поточно, може да биде пропуштен на самата лабораторија. Но доколку имаме многу типично за полицистичните јајници е цистични акни кои што се расположени во пределот на вилицата. Доколку имаме зголемена влакнетост, исто, значи во предел на вилицата. Во тој случај, значи, сметаме дека имаме зголемена количина на андрогени хормони. Сега, значи, на лабораторија исто така можеме да ја видиме дали ќе станува збор за покачено ниво на тестостерон. Но дали ќе е тотален, слободен, вообичаено тука доаѓа точно заради тоа не можеме и да утврдиме, затоа што не испитуваме и тотален, и слободен, и нешто што се нарекува секс-врзувачки глобулин хормон, кој што се нарекува. Можеме да имаме покачување на андростениот, кој што исто така не секогаш се испитува. Или пак на ДХЕАС, кој што не секогаш од случаевите се испитува. Поради што, особено девојки кои што го немаат оној типичен израз, би рекла, типичен инсулински тип на полицистични јајници, многу често остануваат недиагностицирани. Кога сме веќе кај типовите на полицистични јајници, колку типови на полицистични јајници реално имаме? Имаме неколку. И вообичаено што можам да го кажам е дека речиси никогаш не е само еден. Вообичаено секогаш е комбинација од барем 2 типа, да речеме. Она што првично што го знаеме или што ја знае нашата медицина е оној класичен тип на полицистични јајници, каде што една девојка, да речеме 13 годишна девојка или 15 годишна девојка, значи веќе со многу изразена инсулинска резистенција, можеби има веќе промени и во крвниот притисок, веќе одиме кон метаболитен синдром, значи веќе има цисти на јајниците, има нередовни менструални циклуси, но ова е класичниот тип на полицистични јајници. Надвор од тој класичен тип на полицистични јајници, значи веќе имаме и други типови, и ова се најчесто пропуштаните типови на полицистични јајници. Едниот е инфламаторен тип на полицистични јајници. И кај овој тип на полицистични јајници, она што вообичаено ќе го видите дополнително
покрај промена на самите хормони или барем исполнување на два од критериумите, ќе биде дополнително или дигестивни проблеми, ќе биде или вообичаено најчесто оно што го гледам е пројава на никакви кожни, би рекла, пројави. Може да биде себороичен дерматит, може да биде атопичен дерматит, може да биде каква и да е друга кожна промена, но дефинитивно имаме инфламација во самото тело. На крв, доколку правиме испитување, ќе видиме дека и ЦРП или седиментација, кои што се маркери за воспаление, дефинитивно имаме покачување. Исто така, и во претходната епизода каде што зборувавме, значи овде ЦРП, например, не треба да биде 20, 30, 50. Значи, но се што е над 1 се смета дека имаме хронично ниско степено воспаление во телото, а дефинитивно полицистичните јаници одат рака под рака заедно со ниско степено хронично воспаление во самото тело. Значи, ова е вториот тип. И третиот тип е андроген тип на полицистични јаници. Најчесто се случува во резултат на пролонгиран стрес. И во овој случај, значи, хроничното лачење на кортизол доведува до тоа да биде стопирана самата овулација вообичаено. И ова се вообичаено оние жени за кои што велиме дека се почесто lean PCOS. Ќе ги видите дека главно се многу слабички жени или со нормална телесна тежина, вообичаено со би рекла дека многу често знаат да имаат акни, да имаат цистични акни и вообичаено ќе видите на крвната слика дека доколку испитуваме хормони, затоа што секогаш испитуваме хормони, дека има покачено ниво евентуално или на утрински кортизол, не е задолжително, затоа што не го мериме во рамките на 24 часа кај нас во Македонија, но ќе видиме покачено ниво на ДХАС или на ДХА. Ова е, значи, андроген тип на полицистични јаници, пак ќе кажам, значи многу често знаат да бидат комбинирани типови, многу често. Така да, освен оној класичниот, дефинитивно имаме и други видови на полицистични јаници, дефинитивно и број 1 за инфертилитет во репродуктивна возраст, за жал кај нас во Македонија. И на светско ниво, не само кај нас во Македонија. Кога ќе се осврнеме, например, наназад, гледаме дека во минатото, речиси никој не знаел дека постои синдром на полицистични јајници, а во денешно време се случува секоја втора, ако не секоја втора, секоја трета да го има тој проблем и да не знае дека го има. Се случува, например, да дојде некоја пациентка и да каже го имав полицистични јајници пред 3 години, сега веќе немам. Океј, ама не можам да останам бремена. Што ќе кажете повеќе за самиот синдром? Дали е излечлив како синдром или е нешто со кое што мора да живееме понатаму во животот и кое што треба да го контролираме на некој начин? Многу често поставувано прашање. Исто така многу често од пациентките ќе кажат имав во минато време полицистични јаници, веќе нема. Значи, дефинитивно полицистичните јаници си остануваат за цел живот. Можете да ги менаџирате. Доколку имате цисти на самите јајници, истите можат да се изгубат доколку имаме соодветен пристап, но пак би рекла слично како што зборувавме и за Хашимото, можеме да ги ставиме под контрола. Значи ние не можеме просто да ги исклучиме или да ги излекуваме наполно самите полицистични јаници, но можеме да постигнеме максимална контрола и воопшто да немаме, би рекла, да го нормализираме целиот хормонски статус, каде што воопшто веќе нема да имаме никаква симптоматика. Јасно. Значи нешто што може да се стави под контрола и со кое што може да се живее нормално оптимизирано понатаму. Да, затоа што особено ако го земам, значи тука не станува збор само за синдром на полицистични јајници. Ризикот понатаму, значи, дали од
срцеви заболувања, дали ќе биде од мозочен удар, дали ќе биде од одредени видови на карциноми, особено затоа што е многу често поврзано и со естрогенската доминација за која што споменав. Значи, дали ќе биде рак на дојка, дали ќе биде рак на ендометриум, оваријален карцином. Значи, се тоа дополнителни проблематики кои што доколку самиот синдром на полицистични јајници не се менаџира навреме, значи може сам со себе да ги доведе сите овие проблеми. Дали тоа значи дека доколку имаме полицистични јајници, мора да имаме под дефолт, значи, ендометриоза? Не. Што се случува со ендометриозата тука? Како е поврзана со самите полицистични јајници или едноставно може само од себе да се пројави? Што се случува? Вообичаено, доколку немаме овулација, ќе имаме ниско производство на прогестерон. Затоа што прогестеронот се создава, значи, после овулација во резултат на од страна на жолтото тело. Доколку немаме овулација и доколку имаме отсутна овулација, која што многу често се пропушта, за жал кај нас, не знам зашто, но многу често се пропушта на самиот хормонски статус кога го гледаме хормонскиот статус. Кога ќе видиме доколку сте жени што имате испитуван хормонски статус и ви рекле дека хормоните се во ред, ова го кажувам затоа што многу често го гледам, значи сакам да обрнете внимание и да го погледнете вашиот хормонски статус. Доколку често ќе ви испитат FSH хормон и LH хормон. Доколку видите дека вашиот LH хормон е повисок, кој што е хормон одговорен за создавање и за предизвикување на самата овулација. Доколку видите дека е повисок од FSH, кој што е хормон одговорен за зрење на самите фоликули, во тој случај, особено доколку е дупло поголем, би рекла, тогаш бидете сигурни дека немате овулација. Значи, треба да имаме обратна врска. Треба FSH да биде повисок од LH, а не обратно. И многу често се пропушта како типичен маркер, би рекла, кога ќе погледнеме еден хормонски статус кај една жена со полицистични јајници, каде што можеме да заклучиме дека таа жена нема овулација. Значи, не мора да биде стриктно дека ако имаме полицистични јајници, имаме и ендометриоза. Доколку немаме овулација, поголеми се шансите да имаме ендометриоза, но дефинитивно, значи, не е задолжително. Јасно. Вториот најраспространет мит околу полицистичните јајници е дека полицистични јајници, самиот синдром е исклучиво хормонален дисбаланс. Дали е тоа точно? Не. Значи, влијае на секој аспект од животот на една жена. Значи, да, вклучени се, би рекла, голем дел од самите хормони, но не станува збор само за хормонски проблем. Како што споменав пред малку, значи, може да имаме многу проблеми и дополнителни проблеми, да се јават дополнителни здравствени проблеми од типот на покачен крвен притисок, од типот на кардиоваскуларни заболувања, од типот на не дај си Боже, значи мозочни удари и така натаму. Ракот и така Да, натаму. и одредени видови карцином. Третиот мит е пи јапчиња и ќе се среди. Дали ова е точно и колку важи за полицистичните јајници дека терапијата би можела да ги среди? Јас не сум за давање на хормонска терапија кај полицистични јајници. Хормонската терапија кај полицистичните јајници прави индуцирање на вештачка менструација или на вештачки менструален циклус. Не прави природно добивање на менструален циклус. Не е тоа начинот на средување на хормоните кај една жена. Така да, дефинитивно, хормонската терапија, според мене, не е начин и не ја решава причината што стои за самите полицистични јајници, и многу жените оно што ќе го утврдат е ќе видат дека по прекинување на самата хормонска терапија имат влошување на самите хормони. Како ќе препознаеме дека самото тело едноставно не реагира на таа терапија? Туку ги толерира. Самите апчиња се толерираат од страна на телото. Вообичаено се забележува по престанокот на самата терапија. Дел од пациентите, да, додека ја пијат самата терапија, можат да почувствуваат несакани ефекти. Пак ќе речам, дали станува збор за хормонска терапија, дали станува збор за вообичаено спиринолактон, кој што се припишува за покачено ниво на андрогени хормони, многу има како нуспојави, значи многу голем дел од пациентките имаат нуспојави, доколку немаат. Имаат многу влошување затоа што се даваат главно за акни, вообичаено. И по престанокот на спиринолактонот, значи доаѓа до влошување на нивните цистични акни.
Истото станува, значи, и со хормонската терапија. По престанок на самата хормонска терапија доаѓа до влошување, значи, доколку претходно не им доаѓало на 2-3 месеца и да кажеме имаме индуцирање, вештачко индуцирање на менструален циклус со хормонска терапија. Кога ќе ја престанат хормонската терапија, значи тој циклус се развлекува и доаѓа можеби 2 пати годишно. Или воопшто не доаѓа. Што значи дека имаме уште поголемо пореметување на самите хормони. Значи имаме последици кои што дополнително ќе треба да се решаваат после тоа. За жал. Кој е начинот тогаш да се ресетира телото без хормонска терапија? Соодветна исхрана, примена на одредени навики дефинитивно и се разбира, значи и суплементацијата овде помага доста. Рековте претходно кога спомнавте за самите видови на полицистични јајници, спомнавте за видот Lean PCOS. Тоа значи дека жените нели се со нормална телесна тежина, меѓутоа реално тоа што можеме да го видиме е дека повеќето жени кои што имаат полицистични јајници се со зголемена телесна тежина. Точно така. А како може да се активира слабењето кај овие жени? Што прави блокада на самото слабење? На што се дължи тоа? Инсулинот. Во резултат на инсулинска резистенција, оно што треба да го земеме во предвид е дека 70% од жените со полицистични јајници имаат инсулинска резистенција. Значи, 70% би рекла од вкупниот број на жени со полицистични јајници, додека од оние кои што се со наднормена телесна тежина, 80 до 90% дефинитивно имаат проблем со инсулинска резистенција. И инсулинот е тој, значи, покачениот инсулин или самата инсулинска резистенција е тој што го блокира самото слабење. И вообичаено, доколку не се храниме правилно, значи, доаѓа до блокирање на самото слабење и до таложење на масти. Вообичаено се препишува метформин кај нас или глукофаш, значи како и да ви е познат вама. Но самиот глукофаш, да, до известна степен ќе доведе до намалување на самиот инсулин. Но вие доколку продолжите да се храните несоодветно, доколку продолжите да спиете несоодветно, доколку не ја решите самата инфламација, доколку евентуално имате дисбиоза, доколку сте постојано стресирани, никогаш нема да постигнете никаков ефект. И нема да дојде до регулација ниту на циклусот, ниту на ништо. Значи потребна е синхронизација помеѓу исхраната, Потребна е мултифункционален пристап. Мултифункционален пристап. Значи да се средат повеќе области во живењето за да се среди самиот полицистичен синдром. А како ајде да кажеме, можеме да ја вратиме довербата помеѓу мозокот и помеѓу јајниците, односно дали може да се врати поточно самата доверба, да мозокот да му прати сигнал на јајникот дека окей, дека е безбедно и дека може да создава јајце клетка веќе. Кога едно тело се чувствува безбедно? Кога не е во фаза на преживување, веројатно. Точно така. Што значи? Што значи дека треба да го намалиме прво и основно стресот? Точно така. Значи, гледате, значи, доаѓаме до заклучок. Значи, дека треба да го намалиме стресот. Кога ќе дојде настапи и кога ќе применуваме одредени техники за намалување на редукција на стресот, значи тоа е првата работа. Втората работа, сакаме да имаме доволно сон. Значи, сонот е нешто каде што се случуваат голем дел на процеси во нашето тело. Значи, каде што се дали ќе биде исфрлање на токсини, дали ќе биде, значи, регенерација на самото тело. Значи, нашето тело има потреба од доволно квалитетен сон. Значи, што значи доволно квалитетен сон во реалноста? Во реалноста значи сон кој што е со време трајање од 8-9 часа. По новите истражувања, дури има и една статистика дека на една жена е потребно повеќе сон отколку на еден маж. Што значи, да, ова се најнови научни истражувања кои што покажуваат дека на една жена, за да може да функционира оптимално, некаде и се потребни околу 10 часа сон, додека на еден маж му се потребни околу 8 часа сон, му се доволни 7 до 8 часа сон. Ајде да кажеме дека 10 часа сон речи си е можеби не за сите жени возможно, но сакаме 8-9 часа сон без
кој што ќе биде сон длабок. Значи, самите пациентки, кога доаѓаат првично, многу често имаат оно што се жалат дека често се будат, значи, многу често е поради покаченото ниво на кортизол ноќно време, или постои друга веројатност, да имаат појава на хипогликемија поради инсулинската резистенција во раните утрински часови, некаде кон 4-5 наутро. Значи, поради што? Значи, многу често се будат во текот на ноќта, немаат квалитетен сон и се будат неодморени. Поради што немаат квалитетен сон? Квалитетен сон е 8-9 часа сон, не прекинат сон, каде што жената кога ќе се разбуди, се чувствува одморено и се чувствува полна со енергија. Докторке, едно прашање, кои суплементи помагаат кај полицистични јајници, значи вистински помагаат, а не се само маркетинг? Ке кажам, нека пак да кажам, значи, сепак суплементот е додаток на исхраната и треба да биде додаток на исхраната, и кога ќе имаме оптимална исхрана за полицистични јајници, тогаш ќе имаме супер ефект од страна на самиот суплемент. Значи, зависно, пак би рекла, зависно и од видот на самите полицистични јајници. Но она што го знаеме, ајде нека да земеме доколку таа жена има инсулинска резистенција. Пример. Значи, во тој случај, што е докажано дека помага? Значи, зборуваме за научно докажани суплементи кои што не се некаков маркетиншки трик. Значи, миоиноситол дефинитивно. Поради генетски дефект, кај дел од жените со полицистични јајници, кај голем дел со инсулинска резистенција, значи имаме генетски дефект поради кој што имаме недостаток на миоиноситол. На второ место, значи доколку таа жена страда од инсулинска резистенција, берберин е прекрасна замена за метформин, кој што исто така можеме да ја вметнеме. Алфа-липоична киселина е исто нешто, магнезиум е исто нешто што ја подобрува. Значи сите овие што ги набројувам се само за инсулинската резистенција. Хромпиколинат исто така е нешто што ја подобрува самата инсулинска резистенција. Од природни работи кои што можете да ги користите за додавање, би рекла, во самата исхрана, кои што исто така ја подобруваат самата инсулинска резистенција, дефинитивно се од тип на цимет, прекрасен. Значи, доколку го обожавате вкусот на циметот, дефинитивно е нешто што сакате да го користите во големи количини. Јаболков оцет исто така меѓу другото. И нешто што многу влијае на тоа да не дојде до пик на самиот инсулин, особено после прием на исхрана, е дефинитивно дури и 10 до 15 минутна прошетка знае да направи огромна разлика. Ако не сме возможни да направиме прошетка, тогаш претпоставам 10 до 15 минути движење во канцеларија дома, независно што и да е. И тоа ќе заврши работа? Работа дома не се смета за физичка активност, дефинитивно миење на чини, перење и дополнителни грижи околу децата не се сметаат за физичка активност. Не се смета за физичка активност. Да, и нека да се вратиме на суплементите. Значи, ова се за инсулинската резистенција. Кога станува збор, доколку пак имаме жени кои што се повеќе од андрогентим, да кажеме, каде што имаме повеќе проблеми со самиот стрес, сакаме да направиме регулација на самиот стрес, што значи дека се фокусираме повеќе на адаптогени. Дали ќе биде тоа ашваганда, дали ќе биде тоа родиола, дали ќе биде мака, дали ќе биде астрагалус, дали ќе биде мешавина на медицински печорки. Значи, кај секоја жена, секој адаптоген делува различно, би рекла. Не сите кај сите жени го поднесуваат еден ист адаптоген, но одвеќе можеме да се насочиме кај тој тип. Кај инфламаторен тип, дефинитивно се насочуваме кон реставрација на цревната флора. И овде вклучуваме, значи, од тип на пробиотици, најнапред се осигуруваме дека немаме пораст на одредени видови патогени микроорганизми, затоа што во тој случај не смееме да даваме пробиотици. Една од многу честите грешки што ја гледам е кога се даваат пробиотици, не се зема фактот дека можеби кај дадена проблематика имаме пораст на одредена бактерија. Нека да го парафразирам да биде појасно на самите гледачи. Например, доколку имате, ајде да кажеме, ешерихија коли ќе ја земам, затоа што е многу често и ви е познат. Ешерихија коли ќе ја земам. Вообичаено ќе ви дадат антибиотик, така ли? Заедно со антибиотикот ќе ви дадат и пробиотик,
кој што вообичаено нема да биде соодветниот пробиотик и е нешто за кое што ќе зборувам во некој од наредните епизоди, затоа што кај нас не даваат соодветен сој на пробиотик, но ќе ви дадат пробиотик кој што едновремено содржи и пребиотик. Што значи пребиотик? Пребиотик е храна за бактериите, независно дали станува збор за добри или лоши бактерии. Во овој случај сакаме да одиме со исчистен, значи со исчистени пробиотици кои што не содржат пребиотици. Да, многу ни се важни пребиотиците со цел да дојде до размножување на добрите бактерии, но нив ги вклучуваме малку подоцна, откако веќе ќе ги решиме доколку имаме присуство на одредени инфекции. Така да, дефинитивно е многу фино поднесување на целата терапија, би рекла. Значи, мала, колку и да одиме со природна терапија, мала грешка може да направи влошување на самата состојба кај одредена популација, би рекла. Јасно. Кога сме веќе кај користењето на намирници, што спомнавте претходно, која исхрана е соодветна? Често се соочуваме со фактот дека ќе дојде жена која што е со инсулинска резистенција, која што има полицистични јајници, ќе рече дека на сабајле обавезно појадува овесна каша со овошје или со цеден сок од портокал. Да, цеден сок од портокал. Омилената ми намирница, нека да се изјаснам вака, значи. Цедениот сок од портокал содржи 4 лажици шеќер на едноставен начин. Не е нешто со што сакате да го започнете денот. Зборуваме за жени со полицистични јајници, не зборуваме за општата популација, не зборуваме за деца, не зборуваме за здрави лица, зборуваме за девојки со полицисти или жени со полицистични јајници кои што имаат инсулинска резистенција. Доколку имате инсулинска резистенција, најдобриот пристап е да го започнете денот со доволно количина на протеин. Минимум 30 до 35 грама протеин да ви содржи појадокот, доволна количина на масти и идеално растителни влакна, затоа што она што ќе го појадувате во голема степен ќе го диктира вашиот апетит во остатокот на денот. Зошто го кажувам ова? Затоа што многу често се случува да ми дојдат девојки кои што ќе ми кажат јас не можам без благо. Јас не можам да си го замислам животот без благо, што е сосема нормално, поради тоа што имаме големо нагло покачување, главно се тожени на јаглехидратна исхрана, каде што имаме големи пикови и на инсулинот и големи и на шеќерот и големи падови на шеќерот, поради што телото повторно бара брз извор на енергија. Што е брз извор на енергија? Значи брзи јаглехидрати, независно дали станува збор за тестени, дали станува збор за благо. И во тој случај, тоа се жени што не можат да си го замислат животот без чоколада, да кажеме, или без благо. Можам сосема да ги разбера. Значи, можам слободно да кажам дека допред известни во моите факултетски години, ако можам да се изразам. Значи, јас бев девојка која што јадеше 500 грама чоколадо во рамките на 10 минути. Сега, да, откако веќе ја знам целата физиологија и се што стои за тоа нешто, сега ми е јасно. Но тогаш, значи, тој неодолив нагон за консумација на благо, кај некои жени на солено, да не заборавиме, значи брзи јаглехидрати и чоколадо, сметете дека можеме да ги сметаме како исти извор на енергија, се претвараат во шеќер како молекула. Значи, имав желба, буквално, значи, да изедам за многу краток временски период многу огромна количина на благо. Која што потоа се разбира, се откри дека имам проблем со инсулинска резистенција. Откако веќе се направи, да кажеме, оптимизирање на целата исхрана, целата таа желба за благо исчезна, наполно. Тоа не значи дека се уште не сум по благото, но може веднаш по оброк да каснам, да кажеме, црна чоколада. Што правиме, например, со оние што рековте, нели, дека треба да имаме доволно количина на протеин во доручакот, да речеме, доволна количина на масти и растителни влакна. Што правиме со оние кои се ќе помислат што со холестеролот од тие масти, какви масти конзумираме? Исто, сметам дека најголемиот мит, значи,
не го вклучивме во митовите, не го спомнавме во митовите. Значи, не грижете се, холестеролот е неопходен за создавање на стероидните хормони и на половите хормони кои што се неопходни и за репродукција и за женското здравје. Значи, дефинитивно не се некаков проблем. Проблем се јаглехидратите. Значи, би рекла дека е на некаков начин нешто од 70-тите години со цел да биде воведена исхрана каде што на некаков начин ќе доведе до повеќе здравствени проблеми. Не сакам да навлегувам повеќе во самата тематика, но дефинитивно, значи, консумацијата на масти и на протеини дефинитивно нема да ви направи здравствен проблем. Консумацијата на вишок на јаглехидрати, особено доколку имате инсулинска резистенција, е проблемот. Апсолутно. Сега кажете ми, ако треба да струшите. Имам една забелешка. Ајде. Само со еден исклучок. Кај оние девојки со лин PCOS кои што се слаби. Ова се жените кај кои што нема инсулинска резистенција. Дефинитивно сакаме да сложим, да додадеме во исхраната малку сложени јаглехидрати за да ги подкрепиме самите надбубрежни жлезди. И кај нив дефинитивно одиме со додавање на јаглехидрати, сложени јаглехидрати, значи од тип на сладок компир, од тип на кино, од тип на би рекла хелда, од тип на просо, значи ги додаваме за разлика од останатите жени каде што примат на јаглехидрати е малку поограничен. Кај лин PCOS дефинитивно имаат потреба од малку повеќе сложени јаглехидрати за поддршка на самите надбубрежни жлезди. Кога ќе го направиме ова нешто, веднаш се чувствува она промена и во нивното спиење. Веднаш се започнуваат да спијат подобро. Така да, пак ќе речам, многу зависи од видот и од самата жена, значи со каков вид на полицистични јаници се соочува. Рековме 3 мита, почнавме да кажуваме повеќе. Да, митовите ќе растат. Кога сме кај митовите. Кажете ми, дали е вистинит митот дека ако имаме инсулинска резистенција, ако имаме полицистични јаници, мораме да бидеме на диета? Кај мене не постои збор диета. Значи, кај мене е забрането, буквално забрането, ајде да кажам, да се бројат калории, не одиме со табели и со листи од понеделник до недела. Зошто една диета не успева според тебе, Маријана? Зошто ниту една диета не успева на долга стаса? Затоа што е стриктна. Затоа што е стриктна. Многу стриктна. Затоа што постојат многу правила. Да. Значи, точно тоа. А по природа сме луѓе кои што не сакаат правила, баш ка правилата се за да се прекршуваат. Точно така. Поради што каде што кај жени со полицистични јаници, каде што пак дополнително имаме потенцијал за покачување на кортизол и уште повеќе стрес, од тип да ја ставиш на диета, ќе направи уште поголем стрес и уште по-реверзибилен ефект. Значи нема да постигнеме никаков ефект. Значи првично, особено оние жени кои што се би рекла со инсулинска резистенција, кои ќе дојдат што сакаат да си имаат килограми, ќе речат: "Но доктор, ќе не се знае јас на колку диети сум била до сега, не е можно да јадам толку, значи не е можно јас да јадам волку и да слабеа." Единствено што им велам, во ред, од вас барам еден месец да се придржувате до моите инструкции. Пошто се разбира, доаѓа оној вау ефект, каде што тие јадат секогаш многу повеќе од досега во животот и продолжуваат да слабеат со максимално темпо. Зошто? Затоа што имаме максимална стабилизација на инсулинот во текот на целиот ден, поради што веќе, значи, доаѓа до слабење. Каде што немаме ограничување на порциите. Значи, пак им кажувам, сакам да јадете до моментот до кога се чувствувате, значи, непрејадени, но додека веќе не сте гладни или додека, значи, сте сити. Не сакам никакво ограничување во однос на намирници, особено ако станува збор за протеин. Или особено ако станува збор за здрави масти. Да, сакаме да ги ограничиме јаглехидратите, сакаме да ограничиме рафинирани шеќери, сакаме да ограничиме процесирана, ултрапроцесирана храна и сите оние намирници кои што ги влошуваат самите полицистични јајници, но
не и одредени наменици. Така да, кај мене нема да видите табела, нема да видите калории, нема да видите ништо слично. Нема рестрикции. Нема Безбедни рестрикции во однос на на самата исхрана. Има рестрикции во однос на наменици. Јасно, да. Тоа секако. А кажете ми, ако треба да струшите еден мит за секогаш да го струшите, кој би бил тоа? Во однос на полицистични јајници. Не можам, толку се митовите, што ако треба еден, не можам да изберам еден мит. Али дефинитивно може да го изберам. Немам цисти и затоа немам полицистични јајници. Затоа што можеби ова е најчестата реченица што ја слушам. Има и уште една забелешка што сакам да ја кажам. Не сите жени со морфологија на полицистични јајници имаат полицистични јајници. Понекогаш, оно што се случува е, имаме погрешно диагностицирање на жена заради морфолошки изглед, значи оди на гинеколог, се гледаат самите, би рекла, морфологија на полицистични јајници, жената по дефолт е диагностицирана со полицистични јајници, без да има полицистични јајници. А сосема да е друга проблематиката. Но, за друга епизода, нека да оставиме за друга епизода. Да. Доктор Марија, да разгледаме малку од страна на овулација и фертилитет која сме со полицистични јајници. Многу често знаеме да прочитаме некаде независно дека жените со полицистични јајници немаат воопшто овулација. Дали ова точно или сепак постои момент кога телото сепак се обидува да создаде јајце клетка? Па ќе речам, зависи, значи постои жени со хронично отсуство на овулација или ановулаторни циклуси на кои што велиме, но постојат и жени кои што од време на време имаат, би рекла, овулација и постојат жени кои што доколку преземат соодветни мерки ќе имаат редовна овулација. Се случува многу жени да велат дека се прават правилно, значи се хранат здраво, вежбаат, пешачат, физички активни се, меѓутоа промена не доаѓа. Дали, освен што нели исхраната си влијае во нештото, дали постои влијание од страна на физичката активност? Каква треба да биде физичката активност за полицистични јајници? За жал. Многу често оно што го среќавам кај пациентките со полицистични јајници, со цел да симнат килограми, голем дел од нив се обседнуваат со физичка активност. Може да бидат 2 часа во теретана, може да биде пешачење по 2 часа и зборувам со високо темпо. Може да бидат некакви, би рекла, физички активности кои што се со многу високо темпо, но дефинитивно ова не е физичка активност која што е соодветна за жена со полицистични јајници. Зошто? Затоа што сепак физичката активност е акутен стрес. Значи, не е лошо нешто, да се разбереме, не е лошо нешто, но е акутен стрес. Кај жена со полицистични јајници, кај која што секако имаме или евентуално покачено ниво на кортизол, значи, дополнително ваква прекумерна физичка активност ќе направи дополнително покачување на кортизолот, кој што познаете што ќе направи дополнително. Ќе влијае на самиот инсулин и ќе ја влоши инсулинската резистенција уште повеќе и од една страна, значи ќе ја влоши инсулинската резистенција и повторно имаме блокирање на слабењето. И од друга страна, самиот покачен кортизол влијае на самото слабење. Доколку имате висок кортизол, никош нема да ослабнете. Можете да се мачите, значи и да трчате и по 10 километри, но доколку сте под хронично стресирани, значи нема да симнете ниту грам. И ќе се чудите зошто не симнувате ниту грам. Кој вид на физичка активност ја препорачувате вие? Зависно од секогаш пресметувам на база на стресовите, би рекла стресовите ситуации на самата пациентка. Што значи стресовите ситуации на самата пациентка? Кога ја земаме една пациентка и кога имаме вообичаено првична консултација, секогаш ја распрашувам за
нивото на стрес. Значи каде што се земаат предвид сите работи, значи колку време спие, на кој начин се храни, дали има стресна работа, значи ги земам сите стресни фактори и во зависност од тоа ја одредуваме физичката активност до каде може да одиме. Вообичаено секогаш на почеток, особено на оние жени кои што имаат многу изразена физичка активност и ми ја намалувам физичката активност, каде што ја ограничувам од типот на йога, од типот на пилатес и тоа не многу долго време, значи тоа е ограничена физичка активност, би рекла 15-30 минутна активна физичка активност во текот на денот, кој што се разбира, откако ќе дојде до регулација на сите работи постепено може да ја зголемам. Но откако ќе дојде до регулација? Така да, дефинитивно йога, пилатес, од тип на пешачење би рекла веднаш после оброк, особено доколку има инсулинска резистенција, се и вежбање со тежини, но не 2 часа во теретана да се разбереме. И не со сетови каде што правите пауза од 10 секунди и пак правите сет. Значи, со умерено темпо од типот на половина час, исто така даваат многу добар ефект. Значи, нешто што нема да предизвика качување на кортизол, самиот кортизол. Дополнително, да. Дополнително. Следното прашање што сакав да го прашам е од вашата пракса. До сега сте поминале куп пациентки реално што биле со полицистични јајници, која приказна ете, анонимно нели нормално, би ја споделиле како една од поинспиративните приказни која станува збор за губење на тежина со полицистични јајници или генерално средување на самата состојба на полицистични јајници. Ако е стриктно за симнување на килограми, не можам да кажам точно една жена. Затоа што нема жена со полицистични јајници која што влегува кај мене и која што не симнува барем минимум 20 килограми. И зборуваме за временски период за 3 до 4 месеца. Значи, не можам да издвојам. Значи, навистина кога станува збор за симнување на килограми. Имаме доста што ми лежат на мене на срце, значи инспиративни приказки во однос на мојата слабост. Дефинитивно фертилитет. Тука имаме доста инспиративни приказки, каде што по години неуспешни обиди, или инсеминации, или инвитро, или спонтани абортуси, значи тука приказките се без крај. Но, кога станува збор за губење на килограми, значи сите губат килограми и тоа во голема степен. И со тоа што држиме на тоа, значи на што држам кај полицистичните јајници? Да не губиме на мускулна маса, затоа што мускулната маса ни е од преголемо значење. Секако ние секоја година губиме од нашата мускулна маса. И сакаме да ја запазиме максимално. Оно што сакаме да го изгубиме се мастите. Затоа одредени диети на кои што се ставаат пациентките, вообичаено, значи што се случува? Ќе изгубат на килограми, потоа ќе се ги вратат 2 пати дупло килограмите, но, значи, кога се стремиме кон губење на масноти, а за запазување на мускулна маса, таа жена се чувствува прекрасно, а не се чувствува изморено. Таа жена е полна со енергија, таа жена свети, сјае, има поразличен израз на лицето, значи е забележена од останатата околина, значи кој што постојано се и вели што ти се случува, значи што си направила? Каде што добива постојано комплименти, кој не сака да добие комплименти, особено една жена од самата околина. Да. И тоа е убавината и во тоа, секако, нормално. Значи, важно е дека се добива на свежина, се чувствува енергична во текот на цел ден, затоа што пред тоа кога ќе дојде првично, значи станува збор за хронично уморена жена, која што е разочарана, депресирана, депресивна, анксиозна, значи исто и полицистичните јајници одат со голема симптоматика. Кога веќе спомнавте дека вашата омилена тема е фертилитет, Дефинитивно. да ве скокнам малку таму. Дали ако една жена е диагностицирана со полицистични јајници, тоа значи дека никогаш нема да може да се оствари како мајка? Не постои такво нешто. Што треба да се направи? Кои се 3 клучни работи кои што треба да се направат за да се среди фертилитетот кај полицистични јајници? Зависи од самата пациентка, значи не можеме да зборуваме, мора да провериме дали има овулација.
Добра. Значи мора да видиме дали има редовен менструален циклус. Добра. Доколку нема редовен менструален циклус, најнапред треба да го регулираме менструалниот циклус, што значи треба да доаѓа меѓу 25 и 35 дневен прозорец. Потоа треба да видиме, да следиме дали има овулација, доколку нема овулација, значи да дозволиме на телото да биде доволно безбедно за да имаме овулација и дефинитивно треба да создадеме услови внатре во самата матка да може да се зачне нов живот, ако треба да кажам на некаков начин. Сега, не е толку едноставно. Зошто не е едноставно? Затоа што полицистичните јајници честопати ќе одат со дополнителни. Пак се враќам на оние мутации кои што не ми излегуваат од уста, но веќе сум сведок, и ти си, Маријана, сведок на толку многу приказки во нашата пракса, што се случува со нашите пациентки. Значи, и Хашимото, и полицистичните јајници, нема како да не ги вклучам. Значи, кога станува збор за бременост, ако имам една препорака е, направете комплетен панел за тромбофилија. Дефинитивно. Значи, сакате да знаете точно какви мутации имате, затоа што мислам дека не постои пациентка со полицистични јајници или со Хашимото, која што, кога ќе направи панел за тромбофилија, нема да излезе без мутации. И овде е местото каде што знаеме што ќе превземеме доколку постигнеме бременост. За да се задржи бременост. За да се задржи бременоста, затоа што, не дај Боже, доколку имаме известни мутации, значи во тој случај ќе ни биде неопходна терапија, антикоагулантна терапија во овој случај, со цел да ја запазиме самата бременост. И е нешто што сакаме да го знаеме однапред. Јасно. За превенција. Со цел, значи, кога ќе дојде моментот и кога таа жена ќе остане бремена, значи да знаеме што да правиме, на кој начин ќе ја истераме бременоста, дали таа жена може нормално да функционира, дали може да се движи нормално, дали може да биде физички активна, дали треба да биде на аспирин, дали треба да биде на клексани. Значи, треба да ја знаеме да ја знаеме целата слика претходно, за да знаеме како да реагираме во моментот во кој што ќе го добиеме тој позитивен. Во овој случај, оно што го правиме, не правиме тестови за бременост, вообичаено оно што го правиме на 14 ден по овулација, веднаш ги праќаме во лабораторија за да испитаат бета-ХЦГ. На секундата на кој испитаат бета-ХЦГ, доколку станува збор и доколку самата пациентка има дадени мутации, во тој случај веднаш минува кај трансфузиолог. Јасно. За препишување на соодветна терапија. Тоа значи дека митот или да кажеме дезинформацијата, која што често знае да кружи без разлика што сме 21 век, без разлика на истражување, испитување, што и да, значи тоа значи дека секоја жена може да се реализира сепак како мајка, без разлика на проблематиката, затоа што таа проблематика е нешто што се става исто како и Хашимото во ремисија, односно се става под контрола. Сакам само да дадам една забелешка. Голем дел од жените со полицистични јајници после години неуспешни обиди вообичаено се решаваат на инсеминација или на инвитро. Доколку таа жена, оно што јас би препорачала да го направи, пред да го направи самото инвитро или пред да ја направи самата инсеминација, е дефинитивно да ја реши самата инсулинска резистенција, затоа што самата инсулинска, доколку страда од инсулинска резистенција, затоа што самата инсулинска резистенција влијае како и на квалитетот на самата јајцеклетка, така и на самиот ендометриум, на рецептивноста на самиот ендометриум, на тоа дали ќе дојде до имплантација на самиот ембрион. Затоа најнапред сметам дека секогаш треба да има добра подготовка пред инсеминација или пред самото инвитро. Постојано се соочуваме. Читаме пораки од типот на што треба да се испита за да утврдам дека имам полицистични јајници, нешто што ќе им биде од корист, верувам, на секоја една што ќе го гледа подкастов. Сакам да ми кажете кои работи треба да се испитаат, значи конкретно, стрикно, за да се види дали станува збор за полицистични јајници или станува збор за некоја друга проблематика или воопшто нема никаков проблем. Во ред. Значи, сакаме да испитаме комплетен хормонски статус. Кога ќе речеме комплетен хормонски статус, значи сакаме да испитаме ФСХ, ЛХ, прогестерон, естрадиол во овој случај, естроген еден вид на естроген, значи е самиот естрадиол, пролактин
тестостерон. Овде нема да кажувам дехидротестостерон, затоа што кај нас не се испитува, но андростендион, ДХАС, кортизол, инсулин, хомоир индекс. Нешто дополнително? Дополнително, затоа што многу често самите полицистични јајници одат и со дефицити. Задолжително би назначила испитување на витамин Д, испитување на B12 и испитување на феритин. Дополнително, значи како минимум би го рекла. Значи, за почеток ни треба тоа за да се види докаде е состојбата и што треба всушност да се решава. Од самиот витамински, би рекла минерален, од самиот витамински статус ние нема да утврдиме дали станува збор за полицистични јајници. Зборуваме за комплет, значи хормонски статус со витамински статус. Значи, витаминскиот статус ќе ни покаже таа жена, значи, кои дефицити ги има, реално. Но, самиот хормонски статус не е единствениот што ни е неопходен за поставување на дијагноза и во овој случај она што предпочитаме гинеколошки преглед каде што ќе се направи ехо на јајниците. На целата структура во матка со јајници, да. Јасно. Да. И за крај, кои би биле трите правила, брзи, кои што можат да почнат да ги применуваат жените со полицистични јајници за да се почувствуваат подобро, да речеме. Кога ќе се разбудите, сакате дефинитивно, значи првото нешто што ќе го направите е да се изложите на 15-20 минути светлина. Доколку е сончево, значи може да биде и 10 минути, без очила ќе ве молам, без очила, значи сакате сончевите зраци да влезат преку очите. Доколку е облачно, значи околу 20 минути. Сакате да појадувате во првите 60 минути откако ќе се разбудите. Многу важно нешто. Колку и банално да изгледа, многу важно нешто. Значи првото нешто кое што го споменав за изложување на сончева светлина или на светлина воопшто, ќе направи рестарт на дневно-ноќниот ритам, тоест на кортизолот и на самиот мелатонин. Второто нешто, значи ќе го балансира уште на самиот старт во текот на денот нивото на самиот инсулин. И дефинитивно сакате да спиете минимум 8 до 9 часа квалитетен сон, да се потрудите да легнувате, би рекла, најдоцна 10 часот и да имате 8 до 9 часа сон. Благодарам многу, доктор Марија. Нема на што. Беше Мила. 3 митови, испадна малку повеќе. Митовите излегува многу повеќе. Да, верувам дека сите овие работи и информации што ги кажавте ќе бидат од корист и некоја што до сега не го нашла решението дека дефинитивно ќе си го најде. Да се надеваме. Во оваа епизода зборувавме за сите овие работи за полицистични јајници. Вие претплатете се на нашиот YouTube канал и следете на нашите социјални мрежи, а со мене и со доктор Марија се гледаме во следната епизода.